Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада. Во нив ќе гледате. Бројката на активно болни во гостиварското подрачје е намалена. Лекарите со апел за внимателност. Загадувањето во сенка на пандемијата, екологистите реагираат. Треба да се работи на двата проблема паралелно. Драга учителке, посветена на професорката по пијано Анче Бојаджиева Герасимовска од авторката Сонја Андонов. Бројката на активно заразени со коронавирус на гостиварското подрачје падна на околу 570, а значително е намален и бројот на хоспитализирани пациенти. Во пресрет на новогодишните празнувања, лекарите со апел да се почитуваат мерките за заштита, за да нема нов ковид бран. Пандемската 2020 година гостивар за среќа ќе ја заврши со затишје на коронавирусот. Намалени се бројките на ново заразени хоспитализирани пациенти со ковид, како и на случаите со смртни последици. Лекарите сепак предупредуваат дека опасноста од ширење на вирусот не е за занемарување, со оглед дека периодов има зголемена фреквенција на луѓе поради доаѓањето на печалбарите. Сега за среќа имаме период на затишје на пандемијата во смисол намалување на бројките. Тоа директно го кажувам од бројките што ги имаме, нели, во болницата. Имаме примено и тоест имаат околу 38 пациенти ни лежат на оделение, ако не се лажам, значи во инфективно околу 16, интерно 17 и некои 6 пациенти се на нервно оделение, што укажува на моментот смртните случаи се драстично намалени, така што бројот е достаточно зголемен на пациенти кои се излекувани, укажува на тоа дека во еден момент имаме мало затишје, но поради тоа што во моментов имаме голем наплив на наши граѓани дојдени од странство и е зголемено, значи, присуството на поголем број на граѓани, би ги замолил сите со апел да празнуваме, да бидеме заедно, но во рамките на дозволените препораки од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. Гостивар доживеа силен ковид удар во текот на ноември, со високи дневни бројки на нови случаи и скоро исполнети болнички капацитети. Ако во празничниот период се однесуваме одговорно и ги почитуваме основните заштитни мерки, ќе се спасиме од нов коронабран, нагласува Јакупи. Не се тие драстични некои мерки во смисол, значи, носење на маска, дистанца социјална, значи, и лична хигиена. Тоа би било, значи, као молба до сите граѓани на општината, за да не дојдеме во таква ситуација после 15 јануари, да речеме, како пикот, нели, што го имавме во ноември месец, кој беше сериозно заплашувачки, а сега, нели, некако ние можеме да земеме малку здив, за да може да се спремиме, нели, во евентуален некој друг наплив, за да може да излеземе во пресрет, нели, на целата ситуација. Бројката на активно заразени со коронавирус на гостиварското подрачје падна на околу 570. Во кругот на болницата, на местото на поранешна диализа, веќе се монтира модуларната ковид болница, која што според најавите се очекува да биде пуштена во употреба најдоцна до крајот на јануари. Загадувањето во сенка на пандемијата, екологистите реагираат дека требаше да се работи на двата проблема паралелно. Повеќе детали од сторијата на Милена Вучевска. И оваа година изминува без речиси ништо сериозно направено околу аерозагадувањето. Пандемијата со вирусот, проблемот со загаденоста го стави во сенка, но тоа во никој случај не требаше да биде така, реагираат еколошките здруженија. Загадувањето е сојузник на коронавирусот и најмногу токму овој период требаше паралелно да се работи на двете полиња, а не властите да се правдаат дека приоритет им е пандемијата. И во буџетот, значи, што беше за 2021 година, се гледа дека се скратени многу средства за животната средина и за Министерството, но и за конкретни активности во животната средина. Затоа би кажал дека малку е да се каже дека владата направи недоволно.
напротив, значи направило погрешни чекори назад во борбата против аерозагадувањето, а со тоа и во борбата против пандемија. Амбиенталниот воздух периодов речиси низ цела држава е енормно загаден, но и за ваквата слика нема казни. Барем во Тетово досега апсолутно никој не добил казна, оти според инспекцијските служби немало загадувачи, а воздухот бил почист споредбено со порано. Казни немаме пишано, затоа што не се констатирани надминувања од мерните, од испустите што ги имаат конкретно од извештаите од лабораториите што ги добиваме, така да моментално немаме пишана казна. А сакам да кажем дека за разлика од пред 5-6 години состојбата со амбиентниот воздух моментално во Тетово е драстично подобро. Токму неказнивоста и неефективноста на службите резултира со тоа одредени субјекти да продолжат да загадуваат, оти нема кој да ги казни. Но не само за нив. Казни треба и за инспекторите, бидејќи прегледуваат низ прсти на загадувачите, вели Џафери. Во овој случај треба да се казнуваат инспекторите кои не пишуваат казни откако имаат примено пријави од страна на граѓаните. Мислам дека само во момент кога некој инспектор ќе си ја изгуби работата, работното место или ќе добие некоја голема казна, тогаш ќе се опаметат и тогаш ќе пишуваат казни за загадувачите кои не трујат секој ден. Додека народот се гуши во загаденоста, конкретни мерки од властите нема, остануваат препораките на лекарите да не се излегува безпотребно, особено во периодите кога е најзагадено, а секое слободно време да се користи за престој на планина и чист воздух. Пробивањето на булеварот Благоја Тоска во Тетово ќе се случи во 2021 година, истакна премиерот Зоран Заев при вчерашната посета. Општината мора да достави извештај до владата за реализацијата. Според председателот на владата Зоран Заев, активностите за реконструкција на булеварот Благоја Тоска во Тетово треба да се реализираат идната година. Бидејќи ќе се користат владини пари, општината мора да достави извештај за да бидат оправдани средствата, истакна Заев. Булеварот Благоја Тоска најголем проблем е експроприацијата. Конечно административната постапка е завршена и првото пуштање на 29 милиона и 500 да се плати експроприацијата. И тоа е првото пуштање. Второто е тие 45-6 милиони, ако не се лажам, за реализација. Во сите пари мора извештај да се достави до владата заради владени средства кои што мора да бидат оправдани. 2021 година верувам дека булеварот ќе биде изграден, заради тоа што експроприацијата административно која е завршена и јасно утврдена сумата само треба да се плати и да се упише на Република Македонија земјиштето, а јануари, февруари, март може општина Тетово да се распише тендер, односно нема тендер. Сега е ТАФ, директно ТАФ инженеринг ги реализира со своји подизведувачи самите проекти, дури и тука ќе се заштеди време, од февруари, март може да почне да се гради ваквиот булевар и секако останатите неколку проекти во Тетово. За реконструкција на булеварот Благоја Тоска беа наменети околу 30 милиони денари на владина седница одржана минатиот месец, а пред 2 дена портпаролите на владата објавија дека со вкупно 1,1 милион евра ќе се реконструира училиштето Кирил Печиновиќ и ќе се изгради патот Благоја Тоска со прераспределбата на парите од концесионерот ТАФ кои беа наменети за изградба на карго аеродром во Штип. Драга учителке е насловена монографијата посветена на долгогодишната професорка по пијано во музичкото училиште во Тетово Анче Бојаджиева Герасимовска. Автор на делото е нејзината ученичка Сонја Андонов, која љубовта кон музиката ја стекнала токму од својата професорка и ја избрала и како своја професионална определба. Постојат приказни кои треба да бидат забележани заради времето кое одминува, заради времето кое доаѓа. Една од нив е приказната за драгата учителка Анче. Вака започнува книгата, која деновиве излезе од печат на авторката Сонја Андонов, посветена на долгогодишната професорка по пијано во музичкото училиште во Тетово Анче Бојаджиева Герасимовска. Во неа Андонов го раскажува животот и педагошката дејност на професорката, од која вели дека ја стекнала љубовта кон музиката, која пак станала и нејзина професионална определба. Посебно ми е драго што книгата излезе во оваа година кога музичкото училиште го прославува
својот 70 годишен јубилеј, затоа што Анче е една од најзаслужните и највлијателни професори во севкупното постоење на ова училиште. Инаку монографијата е издадена како проект од национален интерес во културата за 2020 година на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Кога се зборува за Анче, не може да не биде споменато, тука и во монографијата стои, дејноста на луѓето кои живееле во непосредна близина на Анче. Тој е нејзиниот татко Глигор Бојаджиев, или за тетовци познат како Гиче Бојаджиев, кој бил бербер, но меѓу еден од музички писмените луѓе во градот и кој во тоа време, во периодот меѓу двете светски војни, меѓу Првата и Втората светска војна, во својата берберница држал бесплатни часови по музичка писменост, по изучување пред се мандолина и гитара. Тука е посебен дел има и нејзиниот брат кој бил долгогодишен музички уредник во Радио Скопје, како и нејзината сна која била долгогодишна професорка и директор во музичко-балетско училишниот центар во Илија Николовски Луј во Скопје. Во педагошката дејност одвоив еден дел во кој своји сеќавања пишуваат нејзините поранешни ученици, бидејќи сепак за неа како педагог, она што јас го пишувам, најмногу и најискрено и одговори дадоа нејзините ученици, и тоа беше вака еден за мене посебно возбудлив дел, бидејќи тоа беа толку искрени одговори и самите ученици ми се јавуваа дека и при пишувањето многу бевме, ми велеа, многу бевме возбудени, ти благодариме што се навраќаш на овие мигови, на најубавите мигови од нашето детство. Монографијата Драга учителке е напишана да остави трага во времето и сеќавање за драгата учителка Анче, вели Андонов. Истовремено нејзината посветена педагошка работа да стане пример и патоказ на идните генерации за тоа како се пренесува љубовта кон најубавата уметност, музиката. Авторката ја нагласува својата благодарност кон самата професорка и кон нејзиното семејство за нивната помош при изработката на монографијата, како и на учениците кои споделиле искуства за нивната учителка. Затворен угостителски објект лоциран на регионалниот пат Тетово, село Желино. Објектот работел спротивно на законот, а во него биле затекнати 94 лица, меѓу кои странски државјанки. Вчера во 23 часот и 45 минути полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи и интервентната полиција при СВР Скопје во содејство со Државниот пазарен инспекторат по претходно добиени сознанија извршиле контрола во гостителски објект лоциран на регионалниот пат Тетово, село Желино, и констатирале дека објектот работи спротивно на законот, односно мерките за справување со коронавирусот. При извршената контрола во објектот биле затекнати 94 лица, од кои 73 гости, а биле затекнати и 17 државјанки на Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Молдавија. Исто така при извршената контрола пронајдена е марихуана и метадон, при што лишени од слобода се две лица, против кои ќе биде поднесена кривична пријава по член 215 од Кривичниот законник. Против 17 лица ќе биде поднесена соодветна пријава по член 418а од Кривичниот законник, а против сопственикот на локалот ќе биде поднесена пријава по член 206 од Кривичниот законник. Исто така изречени се и 3 санкции за неносење на лична карта и лицата се приведени во СВР Тетово со цел утврдување на идентитетот. При контрола на локалот во посебно изработени рафтови со бројки биле пронајдени пари. Од страна на Државниот пазарен инспекторат, објектот е пломбиран и има забрана за вршење на дејност во време траење од 30 дена. Приведен 18-годишникот Тетово поради нарушување на јавниот ред и мир. Физички нападнат жител на Раотинце со обраќајна несреќа во Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово.
Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 73 лица, 46 од Тетово и 27 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 45 лица од Тетово и 9 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 275 лица од Тетово и 196 лица од Гостивар со овакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 14 часот и 35 минути на улица Борис Кедрич во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 18 годишник од Тетово поради нарушување на јавниот ред и мир. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера пак во 17 часот и 20 минути 60 годишник од Тетовско Раутинце пријавил дека околу 17 часот пред неговиот дом во Раутинце физички бил нападнат од 41 годишниот сосед. Соседот е повикан во полициското оделение Јегуновце и се расчистува и документира случајот. Вчера вечер околу 23 часот и 10 минути на крстосницата на улиците Благоја Тоска и Фуштанска во Тетово се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила, Шкода со скопски регистарски ознаки управувано од 27 годишник од Тетово и Volkswagen Golf со тетовски ознаки што го управувал 28 годишник од тетовски порој. Во несреќата возачот на Шкодата се здобил со тешки телесни повреди кои биле констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 12 часот 67 годишен тетовец во СВР Тетово пријавил дека на улица Илинденска во Тетово претходно бил каснат од куќе бездомник. Втор силен земјотрес со јачина од 6,3 степени по Рихтеровата скала го погоди Петриње во Хрватска нешто после пладне. Во градот е причинета голема материјална штета, а има и жртви и повредени лица. Председателот на владата Зоран Заев најави помош од 6 милиони денари за Хрватска. Но уште посилен земјотрес од вчерашните со јачина од 6,3 степени по Рихтеровата скала денеска нешто после пладне го погоди Петриње во Хрватска. Ова е најсилниот земјотрес во Хрватска во последните 140 години. Во градот Петриње се забележани големи урнатини што ја покажува силината и разорната моќ на денешниот земјотрес. За сега познато е дека има голем број повредени, но за жртви се уште нема официјални информации, додека материјалните штети се ставаат за сега во втор план. На помош освен пожарните единици на терен е испратена и војската за да помогне да се расчистуваат улиците. Во делови во Хрватска нема струја, а и телефонските врски се во прекин. Па могу вам речи да е било страшно доиста. Можам да кажам дека беше навистина страшно. Пред се тој силен звук, престрашен, тој татнеш. И кога се случи вториот удар, само се грижев колешката и јас да излеземе од зградата, со оглед на тоа дека се работи за зграда градена во 54 година. Почувствувавме два посилни земјотреси. Јас сега ги прегледувам зградите. Тоа го работам и во Загреб за проценка на штети по земјотреси. Мојата канцеларија е тука, повикавме пожарникари. Се уште не сме влегле внатре, со оглед на тоа дека зградата е стара. Јас живеам во стан направен од армиран бетон, така што кај мене немаше силно тресење. Премиерот на Хрватска Пленковиќ изјавил дека во Петриње ги праќа сите расположливи средства за помош во потрагата по урнатините. Според Европскиот медитерански сеизмолошки центар, земјотресот е со јачина од 6,3 степени според Рихтер, а се случил на 46 километри североисточно од Загреб или 9 километри западно од Сисак, на длабочина од 10 километри. На социјалните мрежи граѓани јавуваат дека овој силен земјотрес се почувствувал освен во повеќе градови низ Хрватска и во Босна и Херцеговина, во Нови Сад, Србија, како и во Марибор, Словенија. Владата на Македонија на денешната седница донесе одлука за финансиска помош од 6 милиони денари за Хрватска по силниот земјотрес во Петриње. Солидарноста е првиот порив во овие моменти и ќе пружиме помош согласно потребите до премиерот Андреј Пленковиќ и до сите хрватски граѓани погодени од земјотресот. Упатувам силна поддршка во име на сите граѓани на Македонија, изразувам и сочувство за жртвите, напиша премиерот Зоран Заев на социјалните мрежи.
Фудбалскиот клуб Тетекс ги доведе првите засилувања за продолжението од второлигашката сезона. Станува збор за двајца младински репрезентативци на Македонија. Второлигашот Тетекс ги засили своите редови со двајца младински репрезентативци на Македонија пред продолжението од сезоната. Капитенот на репрезентацијата до 19 години Божидар Митревски пристигна од прволигашот Силекс, додека фудбалерот од средината на теренот Рино Рајдини доаѓа од екипата на Кадино, а претходно настапуваше за хрватски драговолјац во втората хрватска лига. Реално очекувам да придонесам на што подобра игра на клубот на ФК Тетекс пред соопстанок во лигата. Понатека само добри резултати. Тетекс го бев пред се дека е клуб со историја, добар клуб, но исто така и стаби во контакт со тренерот Славчо Георгиевски, кој што ме убеди да дојдам во Тетекс. Имав некои 2-3 понуди во втора лига, но мислам дека Тетекс беше најдобра опција. Ја очекувам што повеќе добри резултати и опстанок во втора лига. А као што имав и некои понуди од втора лига, ама одлучив за мене најдобро Тетекс. Екипата на Тетекс подготовките за пролетниот дел од втората лига Запад ќе ги започне на 15 јануари во Тетово. Потоа ќе се дуваат подготовки во Охрид, а планирано да се доведат уште неколку квалитетни засилувања. Почнеме со засилувањата, ништо ново, додека траеше првенството веќе размислувавме за нормално за појачување во редовите каде што имаме проблем. Донесовме двајца младински репрезентативци, играчи кои што се перспектива на македонскиот фудбал и мислам дека тоа е правилниот пат за фудбалскиот клуб Тетекс. Во Тетекс заслужуваат и треба да играат само докажани фудбалери, кои што се репрезентативци, кои се потенцијал и кои што ќе ни го подигнат нивото и ќе донесат една подобра иднина за клубот. Каков е планот за подготовките? Кога се започнува со подготовки, дали ќе се оди некаде надвор од Тето? Па, подготовките би требало да започнат ако се ворат на 15 јануари. 10 на денак би требало да бидеме тука во Тетекс, а после тоа планираме да заминеме во Охрид. Таму ќе бидат големи дел од екипите, ќе биде добро за да се сплоти екипата, да се воигра екипата и воедно да се одиграат квалитетни надпревари, затоа што сите екипи ќе бидат таму. Мислам дека ќе биде еден убава можност да се припремиме за тоа што не очекува во пролетниот дел. Тетовскиот второлигаш есенскиот дел од сезоната го заврши на 8-та позиција на табелата со 13 бодови. Пролетниот дел од втората лига Запад ќе започне на 27 февруари. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, почитувајте ги мерките за заштита и празнувајте одговорно. Пријатно!